Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Неуставниот, неприменлив и штетен закон за двојазичност, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ на сила и шверцерски го истуркаа во собранието со флагрантно кршење на законот и деловникот за работа. Насилието и кршењето на постапките е одраз на заробена и киднапирана држава од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои што охрабрени од власта која ја имаат, се ставаат над законите. За ваквото самоволие и газање на демократијата, Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ќе сносат и политичка, но и правна одговорност. За Талат Џафери ќе биде покрената и кривична одговорност за непочитување на Уставот и на законите на Република Македонија. Единствената институција која не подлегна на притисоците на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ и застана во одбрана на Уставот и државните интереси е председателот на Република Македонија господинот Ѓорѓе Иванов. Секој обид да биде погазена и институцијата председател ќе повлече дополнителна одговорност за сторителите. Директорот на службен весник, доколку се обиде да го објави законот за двојазичност без подпис на председателот Иванов, свесно ќе стори кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување по членот 353 од Кривичниот закон на Република Македонија. Ова дело не застарува за година, 2 или 3, за да може да биде амнестиран од судството на Зоран Заев. Со оглед на тежината на делото и огромните штети по буџетот на Република Македонија, кои би ги предизвикало незаконското објавување во службен весник, ставот 5 од членот 353 предвидува затворска казна од најмалку 5 години. Македонското правосудство веќе има пракса за постапување во вакви случаи. Уставниот суд во минатото има утврдено дека е неуставен двојниот подпис на указот од страна на еден од поранешните председатели на собранието, кога не е исполнет ниту еден од основните предвидени во членот 82 од Уставот. Уставот и законите се јасни. Талат Џафери не смее да си дозволи да го потпише законот за двојазичност на местото наменето за подпис на председателот Иванов. Талат Џафери и да го потпише законот на местото наменето за председателот, тоа нема да биде валидно, бидејќи тој не може да го заменува председателот Иванов кога тој во целост си ја врши својата председателска функција. Токму затоа, директорот на службен весник не смее да си дозволи да го објави законот. Уставот мора да се почитува. Без потпишан указ од страна на председателот на Република Македонија нема закон. А доколку некој се обиде и се дрзне да го прекрши Уставот, ќе сноси и соодветна кривична одговорност. Законот за двојазичноста не смее да се дозволи да стапи во сила. Законот е неуставен и целосно неприменлив, а последиците ќе бидат огромни и штетни по државата. ВМРО ДПМН не го признава овој закон и никогаш нема да го признае. Ви благодарам.